Македонија останува цврста на своите позиции во спорот со Бугарија, но покажува добра волја за продолжување на диалогот, нешто што не можеме да го видиме од бугарска страна. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски оствари телефонски разговор со својата колешка, новоизбраната шефица на бугарската дипломатија Надежда Неински, упатил искрени честитки за нејзиното именување и посакал успех во извршувањето на функцијата на која ќе биде до парламентарните избори на 19 април, но покрај тоа Муцунски иницирал и билатерална средба на која ќе се разговара за проблемите меѓу двете земји. Во разговорот нагласив дека односите меѓу двете земји треба да се градат врз принципите на добрососедство, пријателство и конструктивна соработка. Воедно иницирав билатерална средба која би се реализирала во наредниот период. Овој потек на македонските власти доаѓа на една недела пред европратеникот Томас Вајц пред Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент да го презентира извештајот за напредокот на земјава. Тој нотира дека засега нема напредок во делот на уставните измени. Во документот се посочува дека застојот е поврзан со загриженоста од можни дополнителни билатерални прашања со Бугарија. Вајц оценува дека е потребно зголемување на политичката волја од двете страни за да се надмине ситуацијата. Мораме целосно да ја поддржиме земјата, вклучително и преку активен дипломатски ангажман за да ја помогнеме да напредува во исполнувањето на сопствените обврски и да ги надмине постојните пречки. Што се однесува до оваа институција, како и во претходниот извештаен период, останувам посветен на потекнување стабилно, конструктивно, проевропско, продемократско и пропроширувачко мнозинство во поддршка на пристапувањето во Европската унија. Очекувам да ја обезбедам поддршката на сите пратеници кои ја споделуваат оваа стратешка цел. Ова ќе биде втор извештај на Вајц за Македонија, по првиот кој беше усвоен лани летото. По гласањето тогаш европратеникот оцени дека земјата покажала силна посветеност на европските вредности, но дека процесот на пристапување подолго време се соочува со предизвици поврзани со билатерални прашања. Инаку владата останува цврста на своите позиции, уставните измени се прифатливи со одложено дејство, односно внесување на бугарите во уставот, по затворањето на кластерите, со цел да се избегнат идни блокади, како и меѓународната заедница да ја охрабри Бугарија да ги примени препораките на Европскиот суд за човекови права, за кои владата посочува дека се однесуваат на правата на македонците во Бугарија. Премиерот Христијан Мицкоски кажа дека постои опција Македонија да стане членка на Европската унија во 2027 година, но без право на глас, како дел од сценариото поврзано со мировниот план за Украина. Според Мицкоски би било непринципиелно кон Западен Балкан, доколку на брза трака биде ставена само Украина, па затоа се повеќе се заговарала опцијата на почетокот на следната година Црна Гора, Македонија и Албанија да станат членки на ЕУ. Со тоа ќе се дојде до учество во работата на Советот, комисиите, телата и многу други надворешни механизми на Унијата.